Во рамките на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кофинансиран од швајцарската влада уште од лани преку иницијативата Одржливо производство на ориз, започнаа да се воведуваат напредни иновативни решенија за сигурно, поквалитетно и подоходовно оризопроизводство. Откако во атарот на селото Чешиново беа посејани првите и единствени површини со ориз во Македонија, кои беа наводнувани со систем капка по капка, се очекуваше проектот да продолжи и да се прошири на други полиња. Дотолку повеќе што на крајот на производствената сезона беа сумирани сите мерења и се дојде до исклучително позитивни резултати. Остварена е заштеда на вода од речиси 40%, заштеда на време од 650%, односно 218 работни часови, олеснет процес на хемиска заштита, значително намалување на плевелот, зачувување на хранливи материи во почвата и намалување на емисијата на стакленички гасови од полето. Дополнително, овој начин на наводнување отвара можност за производство на органски ориз, кој не се произведува во Македонија, а за кој има голема побарувачка во Европа. Одржливото производство на ориз со помош на наводнувањето капка по капка е клучно за адаптација на земјоделството кон климатските промени, но и за зголемување на профитабилноста на оваа култура. Работното време кое се штеди со овој начин на наводнување ги ослободува земјоделците да обработуваат поголеми површини во истиот временски период, овозможувајќи им да го зголемат нивното производство. Со дополнително усовршување на земјоделските протоколи кои се користат со наводнување капка по капка, возможно е зголемување на преносите на ориз до 20% и дополнително зголемувајќи профитабилноста на оваа култура. Во насока на потекнување на органското производство како значајна мерка и расадувањето на културата, кој исто така возможува низа предности од аспект на квалитет, заштеда и профитабилност. Меѓутоа, земјоделците во Кочанската котлина, каде парцелите се раситнети, наводнувањето површинско, а примената на другите агротехнички мерки стихина, гласно се прашуваат колку време ќе биде потребно за да се применат иновативните мерки, особено ако се има во предвид нивната материјална состојба и менталитетот на инертност кон новите технологии.